Се јавуваме од преубавиот Охрид бекстејдж и оваа вечер го започнува дружењето од Охридската ривиера. Велат дека во Битола ја имаат девојката со точакот, а Охрид го има дечкото со точакот. Или можам да кажам дека за него велат дека е еден од првите македонски инфлуенсери. Вечерва му посакувам добро вечер на Вик. Вик, како си? Многу сум добар. Ти, како си? Супер, така изгледаш добро. Горе пижама, доле папучи, шорцеви за пливање, како и точак. Од Зара ми ова оригинал, единствено ми беше овај бренд и затоа сакав на бекстејдж да се представам со бренд, да не речат еве го визаш вие земате еминентни лица со костуми, со ово, со оно дотерани и сега јас да дојдам ко клошар, виж убав сум вака дотеран. Тоа значи дека парите го движат светот? Не, ова ми е искрено донација. Јас правам некои работи како со донирање облека. Мислам ги правев многу почесто порано, сега помалце, пред 5 години 6, направив една многу голема акција со донации на облека. Ерно имаше проблем тука заради тоа што луѓево што му ја даваш облека фактички не саке да ја носат сепак, мислам без разлика тие се од такви да речам загрозени, мислам луѓе кои се социјални случаи такви. И покрај тоа не сакаја да ја, мислам не сакаја многу ретко сакаја облека да земете. Сега мојава идеја барем што ја почнав, тоа ако јас исто ги носам плячкиве кои се даени некој, ти теквит, ако јас тоа го промовирам, ќе ја донесам таа баш кој што рече, тоа е вистинското инфлуенсерство, не инфлуенсерство се да ги натерам луѓе да купат некоја плячка што не му треба, туку направи нешто добро за некој, ама и ти направи преку пример да излези нешто тоа. За тебе велат дека си 3/4 охриѓенец, 1/4 битолчанец, ама во најавата кажав дека си инфлуенсер. Ке можеш ли да им појасниш на гледачите зошто си инфлуенсер? Па, бекстејдж, да ви кажам право, јас сум човекот што и покрај работиве на интернет и покрај ова све што го скажав досега, ни во една ситуација не сум се осеќал како инфлуенсер. И самиот збор инфлуенсер ми е некако, не мојот инфлуенсер, мој да е инфлуенсерка. Мој да е водителка. Инфлуенсер некако не ми одговараше и кога ќе водам работиве, пример, имам некој настани со водење, некако кога ме прашаат абе ти си водител, не мојлам водителка. Така некако ми иде. Иначе што знам дали сум инфлуенсер, ето мојве дела кои што ги спомна претходно да не звучам дека кузне што прам, али тие работи што се поврзани со екологија, со заштита на природно национално богатство, со Охридско езеро, со тие некои хуманитарни работи, подигнување свест околу добробитот на наше општество, такви работи сакам да инфлуенсирам, ето кога правиме мове за што е инфлуенсер. Мислам, во мојава глава инфлуенсер е некој што ќе направи подобро за општеството, а не некој што ќе да купи некоја мајца од 500 евра, а и после тоа му стои мајцата така. Се сложувам. За тебе имам слушното дека те сакаат и млади, те сакаат и повозрасни, меѓутоа ме интересира зошто ти конкретно го сакаш Охрид? Мене најмногу ме сакаат баба ми, па второ место баба, во друга, трето место дедо ми. Сега видовме на TikTok, на социјалната мрежа TikTok дека спиеш помеѓу бабата и дедото. Ти се случило да спиеш од двете баби и дедоти? Не, тоа ќе има конфликт на интереси, зашто еднава баба ми е по мајка, друга по татко и тука ќе ги смешаме капите. Не, немам спиено со нив, али имам спиено со меѓу баба и дедо, таа не се срамам и тоа ми е интересно. И сам ко дете и уште би сакал само многу емитира топлина сега за влето и не се за влето за спиење. Сега, пред неколку години, пошто веќе ќе се навратиме пак на инфлуенсерството, пред неколку години беше првиот човек кој што може би организираше да речеме YouTube настан во Охрид, кој што беше поддржан од доста јавни личности. И самиот од она што свативме кажа дека дефинитивно парите не се оние кои што го движат светот, брендовите не се оние кои што го движат светот. Во Охрид важиш за еден од луѓето кои што секој би го поздравил на улица и човек кој што да речеме дека се грижи за општеството и за сите оние општествено одговорни работи. Кажи ми, кој е Виктор сам со себе во 4 зида? Па, Виктор е едно пораснато детиште, не многу васпитано, според мајка ми и татко ми, пошто меѓу 4 зида сум со нив. И види, пред некој ден, пред некоја недела мајка ми рече ти стварно човече не си нормален, викат. Јас знам зашто не сум нормален, мислам, таја го посочи тоа конкретно. И
Тоа ако го речам дека го мислам за себе, дека јас сум све ова што го кажав претходно, не, поиќе мислам дека сум некој разгалено дете, не васпитано детиште, не разгалено, туку не васпитано, кое ето така сум нашол начин како сами од себе си да се експресионирам во овој свет и таа моја експресија да не биде за тоа јас да го наполнам джебов, туку баш како што кажавме претходно, да направиме нешто за идните генерации. Ова езеро за нас што стои е 10 милиони години старо. Значи ние живееме 70 години. Од 10 милиони до 70 години, така разликата Тоа е значи дека страшна. многу генерации го виделе. Така, и сега ние ако не му го оставиме на следните генерации, значи тоа е најстарото, најбистрото и што беше уште најдлабокото во Европа. И плюс тоа, сите што се приближно со Охридско езеро, пример да речеме, што имаш ти езера што се приближно стари и во нив не може да се капиш. Работата кај нас е може да се капиш во Охридско езеро. Кога ќе спореди некој со, веќе особено вие скопјаништа, вие такви луѓе сте, споредвите мора Охридско езеро, значи тоа Олково езеро со Олкави мориња, брат. Значи како моите да спореди, имаш ти само во Бразил имаш само 160 километри плажа. Каде си видел ти на едно езеро да имаш поиќе од 1 метро? Значи додека имаш 5-6 километри плажа на Охридско езеро. Може да пливаш и да ја пиеш вода. Ти така вид. И ти сега ме споредиш со некое местенце во Грција, таму ги споредве ти цени, ти така вид. Брате, овдека ти можеш да одиш на Самуилова и да видиш 100.000 работи што не можеш во тоа селото Каниоти, Маниоти, како ги викат во Грција да го видиш. Ти така вид. Значи ти имаш првиот универзитет во Европа е направен ондека во село Рамне директно од Свети Климент, брате. Значи овдека ние имаме такви импозантни луѓе, такви импозантни места, локалитети, што не ни смеш да помислиш да го споредиш Охридско езеро со нека плажа таму во Грција, што можел ти да ја купиш ченкава поевтино. Видовте дека охриѓани размислуваат надолго и на широко, за да го доправиме ние моабетот со Виктор. Ќе го оставиме да уживате во она што следува на Бекстејдж и единствено нешто кое што ќе ви го посакаме е да го сакате Охрид.